Невработеноста падна на рекордно најниско ниво и сега изнесува 22,9%. Тоа е резултат кој директно влие на стандардот на граѓаните и постигнување од кое сите имаат корист. Тоа е разликата помеѓу напорното работење на ВМРО-ДПМН и деструктивните политики на СДС. Ваквите резултати не се постигнуваат со манипулации и креирање на лажни вести, туку со посветеност, знаење и работа. ВМРО-ДПМН особено е горда на најновите податоци на Државниот завод за статистика кои говорат за невработеноста. Напорната работа, активните мерки за вработување, ниските даноци, политиката на странски инвестиции и привлекување, поволната бизнес клима, оперативните планови на владата за вработување, кои беа спроведени изминатите години и придонесоа невработеноста да се намали на историски најниски 22,9%. Да подсетиме дека во 2006 година, кога ВМРО-ДПМН ја презема власта од владата на СДС, Македонија беше рекордер во Европа по највисока стапка на невработеност, која во тој момент изнесуваше 38%. Тоа беше резултат на криминалната транзиција од страна на СДС. Наша обврска и мотив беше таа невработеност да ја намалиме со креирање добра бизнес клима и отварање на нови работни места. Па така, во периодот од 2006 година до денес, отворени се нови 175.000 работни места. Дури во услови на длабока политичка криза, ние повторно работевме на намалување на невработеноста и само во последната година, споредено првиот квартал од 2017 со првиот квартал од 2016 година, отворени се нови 20.000 места работни. Додека пак само во првиот квартал од 2017 година, кога политичката криза кулминираше, благодарение на политиките на владата на ВМРО-ДПМН се отворија нови 3.000 работни места споредено со четвртиот квартал од 2016 година. Намалувањето на невработеноста и отварањето на нови работни места во континуитет се спроведуваат изминатите десетина години. Граѓаните во иднина очекуваат мерки кои ќе го подобрат нивниот стандард, а не блокирање на проекти и најава за уривање и укинување. Граѓаните во иднина очекуваат отварање на нови 64.000 работни места, просечна плата од 30.000 денари, минимална плата од 16.000 денари и тоа веднаш во првата година, а докторите пак очекуваат плата од 100.000 денари. Граѓаните исто така очекуваат стабилна економија и годишен раст кумулативно секоја година од 5%. Ветувањата кои се дадени од страна на новата влада, предводена од СДС, мора да се реализираат со роковите кои што се дадени како ветувања, а не да се релативизираат. Граѓаните немаат време за чекање и водење гола политика и гол популизам. Македонија се сака со дела, со многу работа и многу одрекување. Ви благодарам.